Демографската криза веќе се гледа и во училишните клупи. Новата учебна година ќе започне со најмалку 3000 првачиња помалку од лани. Иако уписите се уште траат, министерката за образование Весна Јановска предупредува дека намалувањето на бројот на ученици во основното образование е сериозен и загрижувачки тренд. Во овој момент бројката 4900, но не е конечна. Ке се дозапишуваат и очекувам дека може да се симне најмногу до 3000. Значи 3000 сигурно ќе бидат помалку во однос на лани. Според последните податоци од Министерството за образование, минатата година во прво одделение се запишале 17250 ученици, што е убедливо најмала бројка во историјата на Македонија. Само за една година училишните клупи во државата останале со 1309 празни столчиња. Ако се анализираат последните 7 учебни години според податоците на МОН, трендот е опаѓачки, иако се споредат учебната 2020-2021. Со минатата учебна година има загрижувачки 4200 првачиња помалку. За промена на трендот, владата веќе има конкретна стратегија. Дел од мерките веќе се оперативни, како например 6 бесплатни обиди за инвитро оплодување, бесплатни учебници, нови граденки и поддршка за младите семејства. Исто така и за полесен начин за купување на прв стан, кој е наменат пред се за младите. Премиерот Христијан Мицкоски многу пати досега предупреди дека државата старее и се празни. Прогнозите на експертите покажуваат дека за 20 години земјата може да има и под 1 милион жители. Се раѓаат се помалку деца, младите бараат подобар живот надвор, а населението старее.